Игор Ивановски Шема со јавниот настап во кој искажа сериозни критики кон председателот на СДСМ предизвика серија реакции на политичката сцена. Од партиското седиште го обвиня Ивановски дека представува проект под назив Знам 2.0 и е директно диригиран од премиерот со цел да ја ослабне партијата одвнатре во моменти кога СДСМ ја враќа до вербата кај граѓаните, а ВМРО-ДПМН опаѓа за повеќе од 150.000 гласови. Опозицијата тврди дека платформата на Ивановски во името на Мицкоски бара укинување на правото на членовите на СДСМ директно и непосредно да го избираат партискиот лидер на демократски начин. Сега истите тие луѓе кои беа дел од раководството и кои ја креираа програмата со која се изгубија изборите, се јавуваат како спасители на СДСМ и бараат реформи, но не одвнатре, туку преку притисок однадвор со вклучување на членови од други партии. Такво нешто не постои во светот само во циркус Мицкоски. Особено е абсурдно кога во оваа платформа се појавува и Славјанка Петровска, која во 2024 беше носител на листа и министерка во владата на СДСМ. Тогаш кога рейтингот е полош, за тоа е крив некој друг, а таа сега ќе прави реформи. Владачката партија нова вели дека СДСМ практично сами се демантирале и ги потврдиле собствените внатрешни проблеми. Предвадена велеа дека ВМРО-ДПМН и Мицкоски стоеле за овие платформи за денеска да се само демантираат и да потврдат дека ударите им доаѓаат однатре. Лагите и манипулациите кои ги ширеа кон ВМРО-ДПМН и председателот Мицкоски се доказ за начинот на кој СДС ја води својата политика. Што и да им се случи, веднаш го вперуваат прстот кон ВМРО-ДПМН и председателот Мицкоски, наместо да сватат дека проблемот е токму во таа мала група на Венко Заев и неговите лојалисти кои узурпираат некогаш големата СДСМ. Реакциите следат по изјавите на Ивановски кој гостуваше во дневникот на Сител, каде зборуваше за затворената средба, разговори за еднината и упати директни критики кон Филипче кој според него фундаментално се разликувал од СДСМ и не се снаоѓал како лидер. Ивановски ги отфрли тврдењата дека формира нова партија, но испрати остро предупредување до СДСМ да престане со конструкциите и заканите за исклучување на сопартијците. Да прекинат со дискредитациите и живувањето или сериозните конструкции што ги прават према луѓето на таа маса, на дел од луѓето на таа маса и нивните семејства. Или да размислуваат дека може да исклучуваат пратеници, градоначалници, основоположници на СДСМ е надвор од умот. И знаете, ако вака продолжат или навистина ако го направат тоа, на крај ќе остане уште председател да се исклучи сам себе и последно да го исклучи светлото во СДСМ. Тоа нема да го дозволиме. Најтешкото обвинување го насочи кон партискиот врв и наведе сомнежи за соработка со партискиот врв со структурите на власта. Ивановски објасни дека неговата група нудела добронамерни сугестии и совети без да бара ништо за возврат, но од другата страна наишле на затворени врати и манипулации. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.